Драги ученици, добре дојдовте на денешниот час по македонски јазик за второ оделение. Јас сум наставник Марија Богатиновска од училиштето Никола Карев од Пробиштип. Денеска ќе научиме за нов вид реченица, што се вика извична реченица, а и ќе повториме за останатите видови реченици. Денешниот час ќе го започнеме со еден диалог помеѓу овие две соученички. Како ви изгледаат нивните лица? Уште кога ќе ги видиме, забележуваме дека тие се расправаат, значи се нервозни, лути и нешто се караат. Тргни ми се од патот. Тргни се ти, јас не сакам. Баш да видиме кој ќе се тргне. Како ви звучи овој разговор, ученици? Дали вака треба да разговараме со нашите соученици? Секако дека не. Кога ќе го погледнеме ова дете на сликата, што можеме да забележиме по неговиот израз на лицето? Така, тоа е исплашено. Бегај, кучиња! А ова? Одлично. Тоа се радува и вели: Ура, денес добив петка! А овој? Намуртенко? Што прави? Сакам да ми го купиш тој хеликоптер. Сина е ти? Да видиме сега какви се овие реченици. Деца, имам нов авион. Што се искажува со оваа реченица? Со оваа реченица се искажува среќа. И со други реченици можеме да искажеме среќа. Ура, јас сум прво место. Или пак, деца, си имам братче. Кога ни е роден ден, велиме: денес ми е роден ден. Искажувањето среќа е видливо на нашите лица. Еве, забележувате дека момчето во авионот има среќно лице. А што друго забележуваме кај овие реченици? Дали нешто невообичаено? Дали овој знак сте го видели и претходно? Така е. Значи овде не завршува реченицата со точка, туку завршува со еден нов интерпункцијски знак. Ќе откриеме кој. Леле, бегај, оса! Каков е ликот на ова девојче? Девојчето е исплашено и затоа се искажува страв во оваа реченица. Но страв можеме да искажеме ако кажеме: многу ми е страв од ова куче. Леле, заборавив да напишам домашна задача. Ајде, побрзај, ќе не стигнат. Со сите овие реченици што искажуваме страв, пак забележуваме дека на крајот на реченицата стои овој исти интерпункцијски знак. Сега е време да ви откријам. Тој се вика извичник, затоа што ние со овие реченици нешто извикуваме. И радоста и стравта се извикувања. А ова што е? Вака, кога некој се лути и му трепери едната веѓа. Ова е лутина. Престани веќе. Или до кога ќе се расправам со вас? Ми се смачи веќе од чекање. Сите овие реченици искажуваат лутина и забележувате дека сите завршуваат со знакот извичник. Не го јадам сладоледот. Ова што е? Па инает, така е. Кога си инаетиме нешто, особено децата, секогаш малку така луто име лицето и малку луто зборуваат, а на крајот на реченицата ќе стои знакот извичник. И тоа би звучало вака: не го давам автомобилчето, не сакам да ја облечам таа блуза, не одам во продавница. Го забележувате тоа? И на етење? Дали ви се случило вам вака да правите вакви реченици? Сигурна сум дека да. Со извичните реченици се искажува и нешто друго.
Гледај колку високо лета авионот. Ова е ученици восхит. Кога нешто ни е чудно и му се радуваме и восхитуваме, тогаш извикуваме. Како например, колку си убава. Дедо, види, дрвото е полно со јаболки. Ова е прекрасно. Кога сме восхитени од нешто, тогаш извикуваме и користиме извични реченици. Да заклучиме, речениците со кои се искажува радост, среќа, лутина, восхит, страв, инает, се викаат извични реченици. Тие завршуваат со знакот извичник. Знакот извичник се пишува како една права исправена линија и една точка долу. Ова ќе треба да го запишете во вашите тетрадки. Напишете наслов извични реченици. Препишете го текстот од овој слайд, па ќе продолжиме понатаму. Доколку сте готови, под оваа дефиниција што ја напишавте за извична реченица, ќе треба да составите и по една извична реченица според сликите. Овде имаме мајка што смирува две деца, имаме ученик или ученичка што се радува на освоено место, имаме трка, потоа дете што бега од нешто исплашено по лицето и на крајот дете што нешто ни покажува колку е јако силно. Ве оставам исто така 5 минути, по 1 минута за секоја реченица, да напишете според ваши видувања и како вие мислите по една извична реченица на која што на крајот ќе ставите знак извичник. Ве оставам да сработите оваа задача. Време е за проверка. Да видиме дали ви се совпаѓаат речениците, можеби со оние што јас ќе ви ги понудам. Можни одговори се: деца, престанете веднаш. Но може да биде и доста е веќе, не се карајте. Може да биде: што ви стана денес? Зошто се расправате? Не се карајте. Значи мајката ги смирува. На втората реченица имаме: ура, победив, или јас сум прво место, успеав. Тоа е извикување од восхит и од радост. Кога навиваме, велиме: напред, Весна, или било кое друго име. Напред, наши. Така обично навиваме и тие реченици секогаш завршуваат со знакот извичник. Стравот, како ќе кажеме? Бегајте! Или леле, ме бркаат пчели, ме брка куче. Леле, не можам да стасам навреме. Сите тие реченици би биле точни. На крајот: многу сум силен. Или пи млеко и биди силен. Или пак бидете сите како мене силни. Сите овие реченици се извични што ги кажавме и се точни. Да повториме што научивме за речениците. Што е реченица? Какви можат да бидат речениците и што е извична реченица? Ајде, повторете ги овие поими. Дали се сеќавате? Одлично. Научивме дека реченица е говорна целина со која се искажува некоја мисла. Речениците можат да бидат расказни, прашални и извични. Расказните реченици завршуваат со интерпункцијскиот знак точка, прашалните со прашалник, а извичните со извичник. И денеска научиме што е извична реченица. Речениците со кои се искажува радост, среќа, лутина, страв, инает се викаат извични реченици. Се надевам дека ова веќе е јасно. Сега ќе ви прочитам гатанки за интерпункцијските знаци. Добро слушајте го секој збор, затоа што секој збор има свое значење. Кога нешто кажуваме или раскажуваме, на крајот гласот го намалуваме. Го правиме тоа често, кога точка стои на тоа место. Еве како што забележавте, јас го намалував гласот секаде каде што ќе прочитав
реченица што завршува на знакот точка. Кој, каде, кога, како, што? Сите се прашуваме зошто? Прашања поставуваме често и таму на прашалникот му е место. Ова е за прашалните реченици. Кога се лутиш, викаш и се радуваш. Мене на крајот ме заглавуваш. Ура, леле, супер, браво! Тука извичникот стои право. Ова е за извичните реченици што денеска ги учевме. Извикуваме кога се радуваме, се плашиме, кога сме восхитени од нешто или кога сме што? Исплашени. Сега е време за вежбање. Ќе го отворите учебникот на страна 87. Дадени ви се 7 реченици. До секоја реченица со сина боичка ќе напишете буква Р ако реченицата е расказна. Ако реченицата е прашална, ќе напишете П со зелена боичка. А ако е извична, ќе пишете И со розова или црвена боичка. Ве оставам 2 минути, доволни се за оваа вежба, па ќе направиме проверка. Се надевам дека ова беше лесно. Ќе одиме ли утре на излет? Е прашална реченица. Доколку одговорот ти е точен, стави си знак за точно. Миле, гледај верверичка. Овде имаме извична реченица. Каде беше вчера? Оваа реченица е прашална, затоа треба да напишеме буква П. Верверичката се исплаши и се скри од нас. Оваа реченица завршува со точка и е расказна. Што ми донесе? Ова е прашална реченица. Марика набра цвеќе. Расказна реченица. Уф, колку ме боли ногата. Е извична реченица. Доколку сите 7 одговорите се точни, браво за тебе. А сега се дадени одговори на кои што ние треба да направиме прашања. Задачата е направи прашање според дадената расказна реченица. А расказната реченица е мравката живее во мравјалник. Како ќе биде прашањето? Оваа реченица ни кажува каде живее мравката и затоа прашањето ќе биде каде живее мравката. Другата реченица е зајакот има долги уши. Реченицата ни кажува какви уши има зајакот. Верверичката јаде лешници и ореви. Оваа реченица ни кажува што јаде верверичката. Штркот има долг клун. Долг клун. Ни кажува каков му е клунот на штркот. Штркот јаде жаби и змии. Реченицата ни кажува што јаде штркот. Смислете прашања за овие реченици, па ќе се провериме. Дали вашата табела изгледа вака? Какви уши има зајакот? Што јаде верверичката? Каков клун има штркот? Што јаде штркот? Доколку вашите прашања што сте ги поставиле се вака напишани, одлични сте. Многу убаво сте ги совладале содржините за видови реченици. А сега одиме обратно, да одговориме на поставените прашања со расказна реченица. Каде живее мечката? Колку нозе има петелот? Кога имаме вакви прашања, каде живее мечката, забележуваме дека мечката е последен збор во прашалната реченица. Тоа значи дека одговорот ќе ни почне во обратен редослед од последниот збор. Мечката живее каде, ученици? Па во шумата, така е. Мечката живее во шумата. Сега имаме колку нозе има петелот. Значи ќе почне одговорот, ќе го почнеме со зборот петелот има колку нозе? Па така е, 2 нозе. Сега ќе добиете домашна задача. Вашата домашна задача е следна.
Состави 5 извични реченици. Потоа состави 2 прашални реченици, кои што ќе ги одговориш со 2 расказни реченици. Севкупно ќе ви дојдат 9 реченици. И затоа што многу добро ја совладавте оваа тема, јас имам за вас изненадување, а тоа е една игра или проверка на знаење преку игра, преку квиз. Со смартфонот ќе го скенирате овој код и ќе ви се отвори игра. Доколку сакате ова да го проследите на компјутер, ќе побарате некој од возрастните да го напише овој линк на интернет и да ви се отвори следново. Така. Овде се дадени прашања. Вие треба да ги одговорите. Прашалникот е интерпункцијски знак кој се користи во прашалните реченици, расказните реченици и извичните реченици. Кој е точен одговор, ученици? Па нормално, прашалникот е кај прашалните реченици. Овде долу го потврдувате вашиот одговор. Доколку полето е зелено, вашиот одговор е точен. На стрелката продолжуваме кон другото прашање. Мислам дека се е јасно и сами ќе ве оставам да се проверите колку сте научиле. Ви благодарам за вниманието.